17 нови лесни оклопни возила Страјкер денеска пристигнаа во државата. Истите се набавени од Соединетите Американски држави, со што е збогатен капацитетот на македонската армија. Министерот за одбрана Владо Мисајловски во денешната изјава истакна дека ова е еден од најголемите проекти на Министерството за одбрана и дека покрај ново пристигнатите возила во употреба се вклучуваат и возилата кои досега се наоѓале во гаражите. Мисајловски беше јасен дека над 32% од буџетот се инвестирани во модернизација. Ова е еден од најкрупните проекти на Министерството за одбрана. Многу е важно да се продолжи со обуката. Наредниот период ќе стигнат дополнителни возила, како што може да видите позади мене, се веќе 17 возила стигнати. Останатите би требало да стигнат до средината на летото, се надевам, но ќе продолжиме и со се она што е во делот на нашата модернизација. Покрај ново пристигнатите возила, во претстојниот период се очекува дополнително засилување со дополнителна опрема, посочи Мисајловски. Очекуваме следниот период за дополнителни наоружување, дополнителна опрема, беспилотни летала, опрема за специјалните единици и многу проекти, што ќе има навистина што да се пофалиме во наредниот период. Исто така ги водиме сите оние процеси во Министерството паралелно и сакам да знае целиот македонски народ, даваме се од себе и ќе даваме да имаме модерна војска, да стигна многу опрема и ќе продолжиме и во иднина. Со овие инвестиции, Мисајловски е дециден дека Министерството за одбрана е посветено кон зајакнување на одбранбениот капацитет и усогласување со стандардите на НАТО. Модернизацијата на армијата не значи само нова опрема, туку и поголема безбедност, подготвеност и сигурност за граѓаните.